Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Сега ја тестирам комплетно нокно време да видиме камерата со америчкото осветлување, така и така, треба си сериозно осветлување. Значи, тоа у Македонија нема да купувам тука нова опрема, пошто не можам да се донесам, веќе имам едно, знаете, тие како круговите, не можам да ви го покажам, едва ја наместив камерата. Значи, у Македонија планирам подобар сетап да направам со осветлувањето, пошто на камерата и требе сериозно осветлување. Има, мислам дека се продава и на неја да се монтира, али тоа ќе видим у Македонија, пошто нема да можам да ги донесам работите, а и плюс тоа, чека да темпирам таймер 30 минути, да знам, пошто батеријата на камерата држи некои 37 минути и додека местам, значи околу 40 минути мислам дека држи батеријата. Има приклучок што може да се купи, значи лажна батерија со кабел, се става, али пишува 5 вати дека треба да е и можно е да изгоре ако не ја погодиш како што треба. Така да треба да видам тоа у Македонија, да се консултирам со луѓе што мислат за таква батерија или треба да не надминувам над 35 минути. Значи, денеска стрим, да си го почнам сајто, веб сајто си е закон. Луѓе што ме прашаа, еј брат, како ово, како оноа, другари, тука на оваа слика гледате $7,000 фрлени, не да се фалам, туку фрлени се за да се прават подкасти. Замислете си, првиот канал ми го збришаа, џабе сум се мачил. Тоа од вториот што останаа некои видеа што стоат, има прегледи, не е лошо, али знаеш оно желбата ја изгубиш кога те ударат и замисли си печалбата до сега од YouTube ми е, ви покажал $102. Значи, далеко сум од да ги врнам парите од сетапот кој што е направен за вас. Чекај да ударим едно пиво. Да крене подкастот, иначе ово е, пошто омиленото пиво ми го однема. Внимавам многу какви пива пијам у Америка, или ќе е германски, или ќе е органско, не да се нешто фрлам. Туку не ми се пие хемија со корн сируп, со тие нивните GMO работи што ги стават унатре. Не би пил такви работи, пошто планирам да живеам 200 години. Другари, моментално што надгледуваме, луѓето прашаа. Значи, моментално го надгледувам Јупитер. Јупитер го надгледувам заради тоа што мислам дека овој чудо има голем потенцијал. И го се напив пиво, значи, почнам дебата, аналитика уствари да правам и одма ми се враќат спомените дека треба до мен да стое кафе, а не пивци. Значи, едно пиво ударам само, не да направят алкохолик. Едно пиво или ке една чаша вино и ништо повеќе. Значи, Јупитер ја нагледувам заради тоа што ово чудо, сите продажби на Стар Атлас и на тоа ќе отидат преку него и тука можам да ви покажам на тие што гледате каналот. Инсайдерски имам стајано тие што ги имам екстра, што ги тестирам. 95.760 полис ги имам стајано на, имам запишано на аналитиката што ви ја кажав на 0.16.61 и ја го имам стајано на 0.16, мислам. 0.16.4, ако случајно сум дома, ако гледам дека не може да помине 0.16.4 да отиде, ќе го врнам на 0.15.5 ќе го ставам. Ово е за секој случај оставено, Blitzkrieg ако експлодира, да го испуне. Тоа е лошо, оно е било 0.16.61, all time high на 1.17.2025, али ја го ставив пошо сега, нели, ако случајно се десе, тоа ми е мала, требаше да ставам на 0.16 само, не знам зашо го ставив на 4. Али ја ќе го кенселирам и да ви покажам барем
какво се става. Много луѓе ме прашува какво се уклучува. Другари, че само направим рефреш за да ги отчита. Конектиран сум и одеме play, тука наместувам 0.16 и тука ставам и ја имам дека ми листо 95.780. Значи ставам и чекай, зашто паднат. Паднат ли е, да? Не е паднат, 9.000. Се си мислам дека 10.000 долари, забравам дека е паднат. Значи 9.871 долара, т.е. не ги сметам у долари, 95.780. Да направам 15.324, ки ми вземат never, значи тука expire never. Дека пишуваше колко ки ми вземат, защо не го нема това? Platform fee е 0.10%. Тук доле. И проверувам, да не сгрешам нещо и го програмирам и place trigger order. Имате Ultra. Ultra е значи Ultra Mode improves your chance or order execution. Значи Ultra Mode с големо ми е шансата да се продаде, Exact Mode receive the exact output amount specified minus platform fees with zero slippage but with a lower chance of execution during volatile periods. Това не го взимам, нека ми наплате ако трябва, али да ви го сголеме. Да сум управите, аз изирам да сум управите, че аз залиеме пиво. То е сгорило. Значи да сум управите, шо ќе го изпуне. Значи 0.16 ставам и доле ми се појавува. Зашо изчезна? Нешто многу народ ли имат, не знам шо е работата, и изчезнуват чартовите. Ова фафо иначе ми е награда некоја добив и го чисто ставив да видам дали ќе се продава на таа сума. Поема немам, Джордж го имаше спомнато. Кафе си е кафе, али нема да пијам кафе. Значи Джордж го имаше спомнато и го имам, нямам го купувано, го имам добиено гратис и го едноставно ставив ако успее да се продаде, иначе няма никаква вредност. Значи тоа е шо гонам, да успеам да го продадам на 0.16 и да видам дали ќе коригира на 0.14 да го продадам, ако не ќе идам у други коини. Ќе ви снимам да флипнам. Иначе портфолиото другите ми стоят тука шо ги имам. Имам 123.000, брат, значи да ви пресметам. Значи, ја е многу повеќе у флота, ама 123.873 полис. Брат, много се нервирам со тоа прозевање, ама тоа е. Тоа е у психолошка база. Значи да речеме, all time high, тука на CoinMarket, иначе е 25 долари, ама на CoinMarketCap го дава 19.83. И аз ќе го ставам, да речеме, тука е 10.73, а тука е 8.61, кој што е најповеќе држало, гледаш неколку пати. Значи 8.61, да речеме 123.000 по 8.61. Милион долари. Ја планирам да направам $1,000,000 од Star Atlas DAO, кој не верува, ќе види, ако не е на овај bull market, најлоша варијанта, да речеме дека не е на овај bull market, на следниот нема дека да бегат, играта се развива, 2300, ќе живеам ја 200 години, значи 2300 со сигурност стигнува,
Ма 2300 мислам дека ќе биде и $50, ама да не. Тоа е мое мислење, значи $50 затоа што може лесно до 2300 да напукат 20 милиарди маркет кап. Така да мислам дека ќе направам многу пари. 123.873. 123.873. Нема разлика денски ноќе да правам. Седнам ли пред камерата, немам ли кафе, како што сум навикнан по 3 дози, секој се прозевам. Со кафе никогаш па не сум се прозевал. Ама за жал тоа не сам можел да го снимам. 123.873 е да речеме по 10.73. По 10.73 е 1.320.000. Така ли? Значи 123.873 по тука, да, сега да не го сметам така, имаше на другите берзи се трейдаше на $18. Не, про на $14. Е 1.700.000. Значи играта луѓе ги се развиват 10 години и затоа сум толку концентриран. Они викат, брата, каже некој коин друг. Брат, 30% Ethereum, 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, кои играевте до сега, вие другари ќе бевте на профит. Тие фантазии тамо, маме коини и други коини, па овај ќе бил таква технологија, онај ќе бил таква технологија. Супер, купувајте си, разбираш. Ја немам време да седам сега и да викам, брат, да речеме, гонам ја, да не ја филозофирам, да речеме, луѓето сака да направам оваков вид на аналитика. Ethereum, другари, all time high, 4891, така ли? И сега луѓето all in одат у Ethereum. Другари, не се оде all in у крипто никогаш. Или сега нови се појавија, целиот биткоин го продели и целиот Ethereum за Cardano. Да, ќе направите пари. Проблемо е, пишете ми долу у пораки, у коментари. Сменили целиот биткоин и целиот Ethereum за Cardano. На колку ќе го продадете Ethereum, на колку ќе го продадете Cardano? У проценти. Да видам. Сигурен сум дека 90% поема немат стратегија. Значи, интересираме, у коментари напишете. За тоа треба Крипто Академија, пошто ја по пораки и по повици гледам дека луѓето 90 и повише од 90% поема немат што ќе прават. Фантазират си Ethereum 20.000, 15.000, 10.000. Што правиме луѓе ако Ethereum стигне до 7.500? А вие го чекате на 10.000. Ако стигне 7.500, а не стигне 10.000, другари имате после 4 години да ви стоят заробени парите да чекате. Значи на лист пишувате на колку пари сте улезели у Ethereum и колку ви е all time, нели по различни денови, месеци и недели кои сте купувале, колку ви е average, колку ви е просеко, че да не лупам англиски зборови, и ако се неизбежни, колку е просеко на кој сте го купиле. Треба да го прво нешто, веќе сме у bull market, треба да пресметете на колку, јас се извинувам со раката, тоа ми е навика, значи на колку, плюс ја тестирам камерата да видиме дали ќе фокусира на раката, и ако го случив тоа, значи интересираме колку проценти планирате шо како да продавате, фиксно ли чекате, програмирано на 10.000. Сакам у коментари да напишете, планирам и кажете ми кое време, пишете у коментари кое време да се уклучим у Македонија највише ви одговара. Веќе сум ветил, гледаш, забрил сум, кога ќе купам добра камера, ќе се уклучим уживо, иако кажа дека нема се уклучувам, те знам дека има милион глупи коментари. Ќе почнам да се уклучувам и уживо, да дебатираме, ме интересира и bull market сум го ветил тоа, дека ќе се уклучим уживо. Да речеме ќе се уклучим уживо ако не е претерано жешко туку оваа банана држава, пошто тука знае да качува овие дрвени шупи џабе $1,000,000, за колку ќе се напече, ни централно AC-те спасува ништо.
Дрво си е дрво. Значи, ќе се уклучим уживо и ме интересира коментари, прашања, да видиме што плани имате. Пошто ја по пораки тоа што гледам, тоа е страшна работа. Тоа по пораки е страшна работа, поема немат луѓето што прават. Некои у филм се улезени и друго, еве на неколку луѓе последните што ми пишаа и покажав, а че да не се вртам со столо, ќе ми пишат све си се завратело, многу сте нежни. Македонија кога ќе си дојдам, можда некој реклама за пиво ќе спонзорира, пивце македонско некое и да некоја паричка ја да направам да си врнам за опремата, гледате скапа опрема, нема прегледност, нема ништо, нема лайк, нема коментари. $102 на $7,000, значи од дупката. Тие пари да ги ставя во крипто луѓе и да не снимав подкасти, да не ме гледавте, до сега ќе направев чудо од пари. Само у DAO да ги ставев до сега колку пари ќе направев, ама ајде. Интересираме луѓе која ви е плано и стратегија, да ќе почнем да се уклучим во живот и тоа упорке ме плаши. Тоа упорке ме плаши, тоа е страшно. Значи лупање глупости невидени. Значи зборам за 90% од луѓето, тоа е страшно. Интересираме кој ви е мислите дека ќе достигне левел Ethereum и како ќе го продавате, ме интересира многу. Solana, значи ја мислам Ethereum дека ќе отиде за сигурност може да стигне 6000. Сигурни може да ги стигне. Измеѓу 7500 и 8000 ќе може исто да достигне. Нагоре е веќе опасно затоа што Ethereum луѓе до сега требаше да речеме да биде 5000. До сега требаше да биде 5000. За да, мислам, требаше да биде дека беше all time high 4800, еве, значи требаше да биде веќе 5000 стигнат, па да збореме за 10.000, 15.000. Ово од време на 3700, ако биткоин нешто речеме, коригира, може па да го потегне надоле, не се знае. Значи тоа 4800 чим не е достигнало до сега е малку чудно. Мислам дека овие Wall Street намерно, мислам BlackRock го држат доле за они да си докупуват. Али прашањето ме интересира на која цена планирате да го продавате и колку проценти. Solana исто all time high 294, али луѓе Solana веќе на Robinhood има 7,8% staking rewards. Значи американците ќе купуват без разлика колку ќе оде цена. Американците се луди по staking rewards. Значи они мора да земат лихвичка. Значи шо прават? Они не ги интересира да трейдат и тие работи. Нив ги интересира или да продадат на all time high, на колку е највисокото, да купат колку може пониску и тоа го стават на staking rewards. Значи за тоа Robinhood и нуде 7,8% staking rewards. Не знам у Македонија Robinhood мислам дека е недостапна. Македонија шо е достапна да уствари. Шо лупам ја. Да се надејам дека ќе си до Македонија дека ќе направиме на организација да се избореме и Binance лично и персонално да дојдат да отворат нешто у Македонија, да имаме најаката берза да ја имаме да има присуство, дури да направи македонска верзија на берза ако треба. Значи луѓето, гледаш 11% од населението има профили на Binance, значи ние заслужуваме Binance да дојде да има представништво у Македонија. И ако ќе дојдам у Македонија, ќе пробам да контактирам, ќе се трудам да имат представништво у Македонија. Значи, ово чудо Solana ме прашава, значи може многу лесно да стигне до $400. Многу лесно може да стигне до $400, значи и мислам дека може да достигне до $600. Баш ме интересира да видиме вие што планирате да продавате на која сума, че да залиеме, да не се проземам. Мало е пивото. Македонија може крале Марко и фарат некоја луда пара, $3,000 на година и бесплатна залиха на пиво. Страшна работа. За ебанците настрана $400 може да достигне. Значи, баш ме интересира да видиме колку ќе продавате ако ќе стигне до $400, колку ќе продавате до $600
и колку верувате дека ќе стигне $800. $1000 е многу. Туку американците повеќето веруваат дека ќе стигне до $2000, ама мислам дека тоа е многу. Али, ја кажав за Solana, шо мислам. Ја го неам, еве, не лажам, имам го за трансакции. Еве, ја имам 1,8 Solana, у вредност од $354 за трансакции за играта. Тоа ми е волето. Иако знам нели дека ќе отиде, ја луѓе сум невработен, моментално сум комплетно чекам пред нели американските власти ми известат кога да напуштам државата и едноставно доста интересна работа, чека само да видам. 21 минута зборам. Чекай бе, камерата значи држи многу повеќе батерија. Тестирам ја, тука имаше 10 минути, а тука батеријата ми ја дава пуна. Значи јас преходниот ден што сум направил, значи била е многу повеќе била активна. А не сум видел. Треба да пречепкам да видам процентите горе како да ми ги дава. Можна е оваа батерија да држи 1 сат. Ај ќе видиме, ќе снимам колку ќе издржи да видим. Што сакам да кажам, значи идеме на Cardano. Cardano, другари, all time high 3.10. Значи многу лесно може. Cardano веќе цел свет го зборе, американците планираат да го стават у резервите. И Cardano, другари, може многу лесно да стигне до $3. Интересираме еве вие на колку планирате да продајате на $3, пошто ако вие сте биле влезени на $2 на $3, тоа да кукате немавме пари да докупиме, у крипто е страшна работа. Тоа академиката ќе случи, ама немаме пари, ако немате пари, другари, не се оде all in у Cardano, купили сте на $3 и сега кукате по пораки, брат, ќе се врнели, брат. Значи вие поема немате од крипто ништо. И кога ќе ми речат зашо крипто академија, треба, значи некој да се не со више Америка да имам примања големи, доваја во Македонија. Моето време 12 години беше бесплатно. Никој не ќе да ми сподели вебсајтот, никој не ќе да стаја subscribe, никој не сака да коментира, нема лајкови. Значи ја немам профит веќе. Значи ја шо викав? Ке имам YouTube канал, давам бесплатни информации, имаш 10.000 лајкови, 10.000 коментари, 10.000 subscribe минимум, не на таа Македонија уште луѓето не веруваат. А ти шо имаш? В Македонија имаш 11% човече, луѓе, што имат на Binance профили, а тие од тега ослушнаваат за крипто, брат. Нема ги кај мене. Нема ги кај мене да стават лајкови за не да кукам, значи луѓе дават ви се бесплатни информации, ама јас сум планирал од YouTube да има нешто инкам, и ја да купам нови коини токени. Значи јас за да не одам на работа, за да седам нон-стоп да истражувам, брат, треба негде да има инкам да доваја. Да, од коините ќе направам ја пари. Тоа не е проблем, ама што правиме, еве има bear маркети, има и ја треба да чекам, така ли? Што треба да дојдам во Македонија да почнам да работам, ама да ви снимам за каналот, да ви седам нон-стоп на телефон, да ви седам на пораки, а за возврат ниту еден лајкче, ниту едно коментарче што е бесплатно, ниту вебсајтот да не се сподели. Другарчиња, 12 години ви тестирав, братче, за 12 години у Америка некои мултимилионери станаа само од прегледи на YouTube, само од вебсајтот и од реклами, не од криптото. Разбираш? И дават поголеми награди. У Македонија што имаме? Севични луѓе, брат, кажи ми, брате, ја те прав. Еден кој што ми изнервирал најпат, брате, ти си мобилено, оке бе, брат, јави ми се, јавувам му се. Нема subscribe на YouTube, никогаш не е коментирал, никогаш не е споделил. Викам, ајде на Facebook да видим. Викам, €1000 ти давам, $1000 ти давам, покажи ми на Facebook, најди ми дека си го споделил вебсајт. Не може да најдам. Брат, сајто е 1 месец. Ти не си тип што споделува многу информација, значи може многу лесно да го најдеш. Брат, не ми пишувајте упораки, не ми се јувајте да лижите задник, као демек вие колку големи фанови. Другари, јас до 26 години живеев во Македонија. Не сум живеел на Марс. Знам го менталитетот. Луѓе,
Еден лайк и еден коментар е безплатно. Значи секунди е. Така ли? Да споделяте секунди. Веб-сайтовете да ги споделяте на Facebook и на Instagram секунди коща. Така ли? Брат, вие на македонец ще дава 12 години безплатно информации. Неките да му помогнете да има некој инкам, да дойде за утре да се истражува и нови коини и токени, а па Македонија ќе сте ослободували. Другари, читам ви коментарите тамо, глупирате се со геополитика, глупирате се со политика, губите си го времето, брат. У Македонија со таа плата вие немате време, брат, да седете со геополитика, политика. Концентрирајте се да гледате YouTube канала, брат, не Бош Мобети, да го пролистувате вебсайта кој што го имате. Значи, пази, брат, вебсайт има на македонски јазик, брат. Не само на македонски, брат, гледај на колку јазици е доле, брат. Значи, некој се е потрудил као Славче брат му да направат, брат, чуда и, брат, има прегледи. Има. Да ставаме гориво. Има прегледи, 1100 активни юзерс е супер за вебсайто. Ама знаете ли зашо се 1100 активни? Затоа што више не споделуваме на стариот начин. Туку ние самите, вештачката интелигенција го споделува, Твитер го споделува, твитовите ги споделува на самата група. Значи цело време преку групата улават да гледат вебсайто поголемиот процент. Така ли, еве се има 10 активни такво. Значи не верувам да се од Америка, ово се од Македонија. Значи Америка веќе спие. Али гледај што е најинтересно, другари. Па на прво место е Америка. Кука 10.000 луѓе. Брате, не разбираме англиски, молам ти се, направи вебсайт на македонски. Правам вебсайт на македонски, Норд Македонија 204, брат. Ја па Норд Македонија. Македонија 204 луѓе дремат на вебсайто. И тека се 10.000, брат. 204. 10.000 ми имат кукано, брат. Сега да земам да ви отворам пораки. 10.000 имат кукано за да се направи македонски на вебсайт. Че ние имаме од Америка 539, брат. Од Ирска, од Шведска, од Германија, од Словенија, од Свицерланд. Тоа се македонци. Еве, Video News 975 највише се гледа, поголемиот дел ги гледат од Америка. Него не употребуваат превода. Сигурно 50% не го употребуваат превода, 50% некои таму клучни зборчиња може да го уклучуваат. X-News 419 е многу мала бројка. Значи X-News луѓе требе 10.000 луѓе, значи у Македонија се комплетно дигитално неписмени, брат. Значи ви имате другари на македонски превод. Немаш време за видео, така ли? Брат, шо ви кажа, вставате ја слушалката, ушито и не мора да ги гледате, брат, видеото. Слушајте ги. Програмирате го мозокот за да почне да разбира крипто. Уште од сабајле ви кажав, кога ќе станете, одма го пуштете Джордж Морч од вебсајтот, земете, слушајте и ќе мозокот почнува да го разбира крипто, брат. Од секојдневно слушање на тие подкасти. Другари, на македонски гледај. На македонски ги пролистуват, на компјутер е малку потешко, ама на телефон Славчо беше управо, нели ги дава како коцки и многу полесно вие да седнете и да ги разлистате во квото. Дури и гледајте луѓе. Има Инстаграм. Да ги пролистате, братче, еве ово. Значи, пази, мојо Инстаграм профил преска ви објавив. Мојо Инстаграм профил го виделе 130.000 луѓе. Чек само да видиме. Другари, гледајте. Че да задржаме. Значи, мојо YouTube, мојо Инстаграм го имат видено 140.000 луѓе за 30 дена. Значи, шо објавувам кај мене. Значи, окей, фала ви. Али, другари, многу е побитно шо се објавува на Инстаграм, тоест на криптореволуција, отколку кај мене. Разбирате ли? Многу е побитно луѓе
тука да гледате, брат. Тука. Пошто тука прегледите се, не сум уклучен, тука прегледите се 30.000 на месец. Да, уште много мало. Луѓе, тука треба да сте такво. Тука треба да сте, ко се уклучило, брат? Тука треба да сте уклучени, кажи го, на криптореволуција. Чека аларма се уклучи 30 минути, ајде да видиме, уште 30 минути ќе имам дали, може да издржи камерата. Луѓе, на криптореволуција 146 само следат. Групата е 9000, колко беше, 600-800. Брат, замисли си тия луѓе се тржили бесплатни информации некој си дал. Значи, нека да идат фало, брат. И после ќе ми рече некој брат, шо, нели кажа ти цел живот без пари. На кој бе, брат, без пари? Еве кога ќе Македонија, на кои луѓе без пари? Еве на тие 146 треба да ги частеваш, да ги даеш попус, да ги видиме кои си. Че оние другите 9000, дега се бе, брат. Упораки, брате, 12, брате, сабајле 5 сато, брате, аве заглавив, хакнаа ми профило, брате, аве $1000 ми ще знаа, брат, $500 ми ще знаа, абе брат дадов $10,000 на брокер, брат, абе брат дадов 10,000 по уште ми тражи $100-200 за, кажи го за, да вратат овие да не бръмлям, абе брате дадов $10,000 за земаа ми ги, кажи го, некој фейк брокер. Замисли да дадеш $10,000 на некој си човек што се представува на интернет дека е брокер. Абе ало луѓе тоа се индијци, таму африканци што се представуваат со вештачка интелигенција, зборуваат на македонски и пишуваат пораки, бе, брат. Како може да даете 10,000 евро, ја па се зборам долари, да даете на некаков си брокер ке ви тредал крипто? Че по таа ако знае да прави пари луѓе, тај ќе биде какво? Значи, върнете назад од моите подкасти, ќе видите, луѓе има илјадници македонци што има дадено од не 100-200, од 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, 20,000 долари на непознати луѓе на Инстаграм, на Телеграм, не на Инстаграм, на Телеграм, на Вибер и на Дискорд. Тие три платформи, ја ги имам кажано пред 200 години, да не ги употребувате, брат. Да не ги употребувате. Далеко сте ви от тия платформи да ги употребувате. И таму секој му пише и он давал, ако тај брокер, криптоброкер, знае да направи пари, брат, защо сте му вие да му давате пари? И пази колко са интелигенти. Истиот момент како тие германките што ми ја пишале. Дава му, взима, губи ги 10,000, па после му дава уште 10 пати по $100 за да поминава трансакцијата на Binance. Каква бе таа трансакција на Binance, брат? Никакви пари не се плаќат за да помине трансакцијата. Мислам, никакви пари не се плаќат од $100. Каква е таа трансакција на некој си брокер таму од Швейцарија, од Германија, од Австралија? Престанете да си лупите парите престанете да комуницирате на Телеграм, на Вибер и на општо и на интернет. Престанете да комуницирате со луѓе што не ги познавате. Пред некој ден ми пиша еден дечко од Кошани, прво брачет ми пиша, вика, брата, бе, деја го сакаш овај ни комшија, не му кажувам името. Брато ми пишува, помале, нема слика, пишува ми 1000 евро да дадел, видел некоја негова пријателка, сега немам дозвола да го објавам, ама на многу луѓе го и во мојата група кај Стар Атлас го веќе објавив, дечкото ако гледа, ако ми даде дозвола ќе го објавам, то треба да се пријави во полиција. Значи 1000 евро да дадеш, ќе ти дадели 10,000 евро. Луѓе, абе, кој левел треба да сте да верувате дека ќе даете 1000 евро и ќе ви дадат 10,000? Како бе, брат? Од дека тај ги дава тие 10,000, брат? Како ќе ги даде тај тие 10,000, не може да разберам. Принтер ли ги? Како можеш ти, брат, да дадеш 1000 и некој ти даде 10,000? Како можеш да дадеш 1 етириум и таа ти даде 2 етириум? Од дека ги ваде он тие 2 етириуми? И тај седе за профит, така ли? Како може да паднете на такви работи? Тоа не може да го разберам, брат. А сега да дојде во Македонија да речем, брат, 1000 евро, да речем 1000 евро за еден месец да те направам про. Така ли?
Знаеш какво реч? Tegова е милионер, дойде от Америка, сака да ни вземе парите, гледай, изкористуване, прости сме, оволно, сака да ни изкориства. Значи за мен няма да даде ни 1,000 евро, така ли? Ама на овия, другарът ми дори пишал, брат, вика да давам барем 500, да вземам, вика, 5000. Другари, какво може некой на интернет, видял некой другарка, е фана, какво може, братче, да даете 500 евро и некой да ви даде 5000 евро? Да даете 1000 евро, некой да ви даде 10 000 евро. Че та, ако знае така, значи тази за 10 000 евро, знаете ли, гледате ли, значи тази що ги направя? Милионер ли? Луги, престанете да комуницирате на интернет со било кой. Тия профили женски знаят да ги направят най-често убави девойки, ги симнат со такви интересни слики, видите ли некои костумирани лажни профили, што немат и лядници приятели, што немат на Фейсбук, што немат секојдневни објави и да имат, да речеме, доста лайкови и да има ваши приятели, едно, да речем, ако се представува дека од Македонија да го следат еден куп луѓе, и ако ви личи по фацата, толкова ли не може да ги препознаете кои се македонки, кои не се. И најчесто ви лажат, например, на тај начин со убави профили, со убави девојки на лик, профили и на сентименталност, дај пари, ки ти направам толку пари. Ајде дадете ми на мене 1000 евро, брат. По пораки кукате, братче, плата маленка, за леп сте умреле, на заеми живеете, на кредити, на брзи кредити, на мали кредити, а брат, у пораки давате по 500, по 1000 евро за 10 000. Де ги најдете тия 500-1000 евро, другаре? Страшна работа, човек. Страшна работа. И некој им рече за шоу академија. Луѓе, 1,986 милиона се изгубени у Македонија на криминал. Че ние нямаме интернет полиция, бе. 986 милиона. Де ги не довте тия 986 милиона, бе, другари? Вие тия да ги донирате, че ние кочени ке го изграявме, ке го направихме туристичко место, број 1 101 милиарда, бе. Де ги најдете тия пари, брат, да ги давате, бе, брат. Македонија е на листата на број 1 у Европа, дека скемерите се концентрирани да напаѓат за да украдат пари. Постере луѓе, чул нешто, он видел там за крипто и ќе правил пари преку крипто. Бе, луѓе. Луѓе, подалеко од такви глупости, бе, брат. Гледал там 2 видеа и одма некој му пишал и оти му пишал некој, луѓе, секој може да направи денеска профил и секој може да ве контактира. Секој може да направи профил и секој може да ве контактира, луѓе, и да ви витува чуда. Одма блок, некој пише, кој е тај што ќе седе на вас на интернет да си огуби времето за на вас да ве направи богат. Освен мене што ви дава информација, таква друга будала не постоја бесплатна. Не постоја. Значи други ми кажуваат, Словенија, Германија, Србија, Бугарија. Знаете ли, брат, луѓе што дават информација колку наплаќат? Како мене што дават? Нема бесплатно. Нема, пратете ми да видам дека има бесплатна информација за крипто. Така да седе некој да ви филозофира. Дека ги има? Нигде. Сите си рекламират нивни шиткоини, сите си рекламират некои нивни гейминг, такво. Брат, не сум платен од Стар Атлас. Јам уложено. Уложено имам у Стар Атлас, брат. Имам, програма што копа. Имам огромна флота, другари. Копа, гледате ли? Копа. Огромна флота. Копа. Че да не изключим нешто не се кајки. И праве парички, другари. Сам копам. Ставил сум да се продават за 256.660 Атлас. Горево, другари. Што тоа ќе вреде пари еден ден. Значи сам си копам. Не ме никој рекламира од... изгуби ми се ова. Никој не ме рекламира, никој не ми дава пари од Стар Атлас. Стар Атлас не се заинтересирани за реклами. Знаат, братче, дека градат проект, не дават реклами и се кажале, која берза ги стаја, ако не ќе чекаме 2030. Ја може да чекам, за вас не знам. Затоа викам, 30% биткоин, 30% етирум, 30% кардано, ама на таа академија треба на секој посебно да му се каже, брат, да му се разложи. Забележал сум, даваш бесплатни информации, од туку улава, од туку излава, брат. Крај. На гага. Чекај, ќе му пи... Како беше тоа, брат, ти што ми кажа пред месец? Замислете си 2000 луѓе да ви... Замисли на 2000 луѓе
да седнеш, да й се явиш, да й дадеш информация, да й пишеш. Ай сега сега Вова ще изключи войс, да й пратиш войс на месенджер. Знам се, ако нямаше войс, сега нямаше да може да й отговорам. Да й пратиш войс, брат, така. На ядението, уведството, на бричението съм отговорил. На плажата, уколата, що натискам среќа, не съм тип, що държи телефон. Давам информации безплатни и он последен месец ме прашува истото. Оти го он забравил това. Брат, значи видите ли кой е проблема на македончето? Даваш му, концентрираш се да му обяснеш, после един месец, 2-3 месеца он забравил господино. Пошъл дома, мама му е дадела пари, тато за кафенце, за цигаренца го чекат, ядението го чека на масата. И я после викам дигитално неписмено. Брат, имаш войс. Скролаш нагоре и слушаш ги истите поръки. Не, брат, ще да напишеш. Пишат ми, я не може да ги запомням всите по име презиме, некой ги помнам по лик и па му нели отговорам и после ми текне, викам, чекай бе, брат. Тай, викам, ми пишува пред месец. Листам нагоре, брат, горе може да му найдам поръката, брат, що я виж съм я надел. Аз съм изгубил 5 минути войс да дръжам, другари. А поръката сгоре. Другачиня, Македония, сакате информации. YouTube имате. Немате време да гледате на YouTube. На работа сте били. Имате вебсайт, брат, ще може да го пролистите. На пауза си ти имате. Ама, трябва някой да седе на кафе шемата и да оговара. Престанете да ги оговаряте колегите, колежките, престанете да ги оговаряте роднините. Листайте го сайто. Позитивна енергия. Немате да имате тия стресни моменти, ще оговаряте и негативна енергия. Ки читате и ги се образовате. Си ти имате кафе пауза, брат. 30 минути имате за... Можеш да ядеш, аз съм ядел, няма да верувате. Гледайте, другари. Да не сакате да ви ги донеса в Македония да ви ги продава. Едно обично железо, цак. Брат, и ядеш и гледаш оправам. Ядам с едната рака съм ядел, с другата листам, скролам да читам информация за това. Брат, я имам 2 раци. Няма да верувате и вие имате 2 раци. Тоест, я нямам 6 раци. И имам исто 2 раци како вас. Слушай, ядам, забрив да кажем, с едната рака скролам информации, с другата ми е пущен, слушам на iPhone, не знам дали можете, ама на Samsung, брат, че има на Brave браузър, можем да го слушам на YouTube подкасто за крипто, а с другата рака скролам. Како ще викаш един ден, брат, много филозофираш, това не е възможно. Купи си Samsung. Сигурен съм дека и на iPhone може. Значи да ти е спущена апликацията на YouTube, да скролаш и да слушаш. Сега, не филозофирайте, упоръки, нещо ще не разбирате. Сигурен съм дека най-интересно беше по-напред, кога ми имаше, брат, шо кафе е това? Брат, ставаш ли шекер, а ставаш ли млеко? Брат, колко пива пиеш? Ало, луѓе. 3 минути го гледате просек YouTube. 3 минути просек го гледате ово. Че трябва да гледам ово. Юпитер, дека зборам 10%. Машала. Другари, некој ако е гледал и купише, ќе направиш 10%. Мислам дека беше отцървено, ако не се лажам, купаш на подкаст. Ово чудо е 4%, значи на 16 сакам да го изигравам, ќе видим, ако заглавам, ќе изфлипам со нещо друго, ќе пробвам да снимам, за после па да се върнам. Иначе тия ми се само за тест. Учам го да видам дали ќе погодам на 0.16.61, на 0.19.51, 0.20.21, 0.27.43, дава полизбора и 0.33. После друга аналитика е друга аналитика. Ама сакам да погодам да видим дали ќе предвидам да... Целта ми е, ако успеам, ако не ми трябват парите за Македония, ако се върнам, ако продавам на 0.33, ќе направам $31,894. И тия $31,894 планирам да ги уложам да направям криптоакадемия. Разбирате ли? То ми е целта. Целта ми е да направям пари, да не продавам крипто, от тия биткоин, Ethereum и Cardano не планирам да ги продавам. Ки ви направям подкаст на колко, 50%, 70% какво да се продава. Али, ако улезам со криптоакадемията, информациите ќе бидат стаяни намерно у видео, да трябва да го изгледате видеото
и да ги добиете информациите. Няма от сега да ви ги сервирам информацията така. Си гледате видео, братче, трябва да дойде малко инкъм и към мене. Доста беше 12 години гага. Ки гледате видеото и негде до средината ли ке, при края ли ке е скриено и ги кажувам тия информации. Пашо 3 минути, и аз се мачвам да сборам 30 минути, вие 3 минути и скролвате, така ли? Скролвате утре сабая, братче, кой ке няма да знаете на коя цена да продавате, кой ке заглавието наредни 4 години, ке се научите видео да гледате към мене. Плано ми е да направим сам 31,894 долари со даото. Не то, що си го чувам за големи профит, милионските суми. И со тия пари да направим криптоакадемия, да речеме. Значи пази колко пари да уложим, да направим криптоакадемия. И со тия пари, що от криптоакадемията ке наплатам, планирам да ги уложим, да направим много повече пари и да видам дали ке направим за първото историята толкова голем профит, да можем тия ще се даделе крипто, тия ще се улезели у криптоакадемията, да речеме, лупам, да речеме, даделе си 1000 евро за една година за криптоакадемия. Ама напредна криптоакадемия, да речеме. Една година, да речеме, за 1000 евро. Така ли? Или 2000 евро за 3 години. Просек. Напредна академия, да се надгледуват волите и се. Значи, ако я ги вземам тия 2000 и 1000, например, нека бидат от 1000 за една година, нека бидат от 2000 евро за 3 години, вземам ги тия пари, я пробвам да ги уложам. Ако направям толкова много пари от тия пари от академията, плано ми е не да идам да се луксузирам. Че аз ще се луксузирам. От цяла Македония ще се кявам, кой ги помне коментарите, че брат, я трябва факт, че долу Македония една година живеем без пари. Като ще се кявам, от това село съм поканан, у Охрид, у Стругъл, Дориан, у Битула, у Прилеп, значи у Щип, у Виница, дека беше у Валандово, много места. Албанците па не куп работа ми ви това. Че албанци има со страшен профит. Никош не сме се карали на криптотема с албанците, то е чудо. Никош най-културно до сега батко, бате, брате, да кажеш, значи брат, я повече се имам карано со македонци и со сърби, отколко со албанците, бе, брат. Че кому може албанците, брат, толкова да се културни, бе, брат? Даваш му информации, ги цените информации, брат. Сакали се да ми пракят и пари. Викам, не, брат, коки довам, ке частите. Хайде, коки довеш, ке частаме, брат. Македончето, брат, значи пазил, вие ми нудат, вика, ти дай вика адреса, ке ти пратиме Cardano, Ethereum, биткоин. Македонците, брат, че чуда, да не сборам тук, бев запознал некоя Америка. Брате, фала, направил съм за камион, за оно, уйдеме да пиеме, да ядеме. Сметката стигнува, сите знаеш, гледат очавките, я платив, не е проблем и ти си криптомилионер. Че да, аз съм криптомилионер, аз съм на гости в друг стейт, вигнан и съм давал без пари, вие нищо не сте ми дадели. Разбираш, криптомилионер си ти. Македония, криптомилионерък си дойде да видиме колко братче в държави, колко села и градове ке ме викнете, како ще се фалите, сте направили много от моите видеа, да видиме, почастите нещо, брат. Не е да частите чуда ядения, брат, тия работи. Не се плашете. Един чай, брат, кафе не пием. Един чай, едно пиво, един сладолед, брат. Е доволно. Да си стоите на сборо трябва, брат. Плюс, ке обидам тай град, то село. Ке разменим информация, разбираш. Па буйрум, ке станете членове на академията, ке речете, братче, ти ни даваш без пари информации, па направиме профит. Айде да видиме сега академия, ако запишеме, колко пари ке направим. Не се тук жав. Академията, ако от тия пари 1000 евро за една година и 2000 евро за 3 години, успеям и аз, не си викам за криптоексперт, криптоинвеститор, успеям тия пари да ги направя тройно, четворойно, петорно, после 4 години, замисли си да и речем, но вие си ще били в криптоакадемията, другари, тия от 1000 евро ще бевте, я направив от вашите пари 10 000 евро, 5000 евро, ви назад 1000 евро от токени, я избирам кой токен и кажувам, що да правят, да ги чуват
за да направят уште повече пари, или на тия исто от 2000 евро ще се деле за 3 години, я да ги изменеджирам и да речем, другари, после 4 години, 5, зависи булмаркето, после 5 години, ви назад, другари, а вие сте паднали в някаква криза, не ви иде на работа, не ви иде нещо с сметките, не ви иде нещо много повече, сте направили го крипто, не сте ме слушали. И замисли си, я да ви речам, другари, ви, в какво? Другари, камерата снима ли, брат? Брат, не е възможно камерата батерия да не пая, брат. Ако съм бръмлял на празно, значи страшна работа. Не ми е ясно, другари, сега. Камерата или не ми е било обало включена у компютъра. Камерата ми се изгаси, сега ми дава Unlimited батерията. Я и знам дека трябваше да биде Unlimited. Маляйки видиме. Много чудно. Да се надевам дека е снимало, леле, един сад бръмляв, добро и да нема видео. Ама много ми е чудно камерата, брат, че сега дръжи. Значи нещо не ми е било наместено последния път, па ми се изгаси камерата. Откриеме ново нещо. Да се докажем и завършвам по един сад, ке отиде видеото. Значи плано ми е 1000 евро да речеме за една година или 2000 евро за 3 години. Трябва да имате пари плюс. И аз после 5 години мисията да ги върнам тия 1000 евро и да ги върнам тия 2000 евро. Брат, ако сте надели таква академия на друго место, кажете ми, ако успеям да направям портфолио со вашата уплата за ово, да пробвам замисли после 5 години да ги върнам. И да ги потепам сите тия, що ке речат от тия 5 години ке сборат. Дойде си милионер на плаќа, замисли после 5 години, всеко е фамилия, различни, или родило му си дете, брат, ще ти 2000 евро, вракам ти назад. Тети на тебе 1000, що си бил за академията. Имам некои, гледате, моята академия е много по-напредно от все друго, що сте видели в Словения, Бугария, Сръбия. По-напредно е. Мислам како тие што се даделе, како да и дадам назад Замисли ако направим некои милионски суми, може и тройно, четворойно да дава. Така да, тоа ми е плано. Гледаш, не ми е плано сам. Ке почнем да наплакам заради тоа што другари, ние имаме дигитално неписмени луѓе што дават пари и лядници, 1000, 2000, 3000, 5000 евро дават на преваранти. Време е да се концентрира туди човек, кој му е без пари информациите, секој што тражи на интернет дека да ги изгуби парите. Ако ќе плате, ќе мора да дойде да слуша. Ќе мора да дойде да слуша, брат, и да научи нещо. Значи не бива, гледай, Македония пробваме 12 години, нито YouTube канало расне за да расне тимо, за да се направи нещо по-интересно. Не можем, брат, аз само от джеб да фърлям пари. $20 на час луѓе се плаќа в Америка. Видете колко сати сум дремал на телефон со вас, колко сум дремал на пораки, колко сум дремал на подкасти, на емисии, колко сум тук изгубил на терен да правим обед со луѓе. На мене, брат, че значи вашето време е скъпоценно. А моето време е безплатно, така ли? И аз съм станал милионер, иако сега съм от дупката поради тия гейминг и овие Axie Infinity шоу ни играа 150 луѓе. На тия Axie Infinity, ако ме слуша некој, академията, ако сака да се запишат, по-скъпо ке бие другари. $1100, ако е, $1000 ако е за една година, да речеме, лупам сега, чисто сборам, ке има повеќе фази, значи ако е 1100, ке има и от 500, ке пакети ке направиме, 1000 имаш, ти играл си за мен от 150 души за Axie Infinity, 1500 ке биде за тебе. Пошо аз съм ти дадел еднъж шанса. Сакаш за 3 години, а си играл за мене у Axie Infinity, а си ме зафракнал, купил съм ти лаптопче, не си играл 8 сата, како ще се витувал, не си играл 10 сата, си ти ви имам, братче, опрен скрин опораки, ве чувам. Сакаш крипто академия от 3 години за $2000 ще е за другите. За тебе 2500, братче. Пошо ти нели сам зема да играете, сами земавте да надувате и ако ви викав луѓе, пазете со AXX, пазете со SLP, пазете со Ronin, пазете со крипто академия, пазете со Scholarship. Сите си локомивте по 600, по 1000, по 2000, по $3000 сами да купите.
Саме да инвестирате, защо мислите дека ја лажам дека ви взимам много пари. Не постоje компанија на светско ниво што е давала да уложи пари, all-in од нея и да дава 50% на тај што играе и 50% на мене. Кога ќе ви дават газдите у Македонија дека им работите 50% од профито, да го поделат со вас, се прави профит, 50% од профито плюс плата, 50% од профито да го поделя со вас, бујрам кажете ми, ја се бесплатно ќе ви давам. Бесплатно. Ќе доам дома. Дома ќе довајам и ќе ви викам, ајде братче, седни, нацни тука, направи ова. Значи, тие што сте играле за мене Axie Infinity, 150 луѓе сте, 168 ги имаше на време. Имам у телефоно принтскрин, играл си за мене, сакаш у академијата, за една година 1000 евро, за тебе 1500 евро. Сакаш 3 години у академијата, за другите 2000 евро, за тебе 2500 евро. Шо ви сте многу понапредни? Ми сам многу понапредни сте у трейд, у гейминг, разбирате, у пикселс да играете, имате време. Сакате у академијата, бујрам братче, ќе си платите многу повише од овие луѓе што нели сакат да научат и не се толку напредни како вас и ги ставам у предност. Така да, другари, друго, Stellar, еве сите ми прашат за шо лита, поема неа. Значи, поема неа, сите тие китовите пумпат, затоа ви викам, 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, барем знаеме all time high, знаеме дека ќе ги интегрират у системо, знаеме дека со години постојат. Луѓе Stellar, сите мои пријатели го имат, и ја го имав, ја извадив профит, моите пријатели на различни цени, аверидж колку се купили, немат некој профит. Мислам некој профит. Имат некој профит, ама тоа за амерички услови не е некој профит голем. Еве, Stellar имате, еве, 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, така ли? За 10% Stellar, за 10% Sui, за 10% Chainlink, за 10% Polkadot, за 10% Ondo, за 10% VeChain. Американците трупат луди количини VeChain, не знам што планират да направат. 10% Jupiter, 10% KuCoin, 10% Gala не би играл, ама ајде и Sandbox. И Axie Infinity не би ставал 10%, Ronin 10%, мора да го напумпат до $4 назад, затоа што мрежата е за сите игри ќе биде преку неа. Што го става AXX и SLP у голем ризик. Star Atlas DAO 10% братче. Како ќе изгубите, брат? Како ќе изгубите со такво портфолио? И си чекате, брат. Кроце, поленка. Разбирате ли? Од како сте се натоварили 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, разбирате ли? Може да смените стратегијата 10% биткоин, 10% Ethereum, 10% Cardano, така ли? И 70% тај месец взимате Stellar. Наредниот месец 70% взимавте Sui. Наредниот Polkadot, наредниот VeChain, наредниот Jupiter, наредниот KuCoin, ама еден месец сте удрили така. Треба да имате натоварено така. Значи ја го имам система луѓе што може да се направи портфолио што ќе издржи. Ќе издржи бул маркети и бел маркети и бер маркети. Значи у бер маркет 3 години следува бер маркет страшен или нов бер маркет со овие фантазии другите може многу повеќето технологии другари ќе искочат нови технологии и ги заменат. И ние не знаеме што ќе обстане, што нема да остане. Пошто тука другари од ја 12 години кој што гледам многу работи не си исти тука, брат, топ 100. Идете кај мене у старите видеа, другари, ово е тука е златен рудник. Ово е Александриската библиотека за крипто. Другари, земете новите што сте па и старите, земете разлистајте тука нагоре да видите што ќе најдете. Има коини пред 4 години луѓе, сум ги зборил, денеска има на луди профити. Значи Stellar, Melar се спомнени, VeChain. Ако сте знаеле како да ги изиграете, можело се да се купува на ден, на месец, на недела, да се трупа, не може да не сте у профит, брат. Има луди информации по овие видеа стајани. Има и коини што не ги кажувам, што може да се најдат, што се денеска технологија и сите ги зборат, ќе видите дека ги има. Ја не ги спомнувам за тоа што, брат, гледајте бе. Не бе, гледај колку добро е почнал канал. 8000 гледаност. Првото видео. 8000 гледаност. И од тогава почнаа да ме блокират. И луѓето изгубија интерес тука, од како почнаа да блокират, гледаш 1000, 1300, 2300. Еве, загуба од $500,000. Гледајте го видеото. Еве.
И некој ми рече, брат, зашо Крипто Академија? Гледайте, почнете ја сторијата од почеток, луѓе. Почнете ја сторијата да видите кој сум. Почнете ја сторијата да гледате од оздоле нагоре, да видите, завршува цел саат, да видите, братче, драмата да следите. Не може вие на некој да му пишете порака, брат, зашо ќе наплаќаш Крипто Академија, зашо ово, зашо оно, а не ја знаете целата приказна, брат. И улезете и на Крипто револуција на вебсајтот. Закани по живот, ово, оно, зашо сум викал, значи замисли да речеш ти вие сте дигитално неписмени и после 4 години државата вика исчезнале, украдели 980 милиони у комар, потрошиле 980 милиони да речеме у комар, 100 милиони, 200 милиони у криптоизмами, у други различни измени преку интернет и ваа ми викат, брат, ти при 4 години викаше народо, ги викаше дигитално неписмени. Народ писмен ли е што изгубил милиарда долари у измами на интернет? То писмен народ ли е? То дигитално писмен народ ли е? Пине 2 пива тамака и скарал се со жена му, мала плата, чекај, знае ова у Америка, брат, само кога си дојдеш у Македонија, брат, ово, оно, луѓе, маш 30-40 години со 2 деца седнали се заканал на интернет, зашо сум неговото македонче сум му, он бил патриот, он бил националист, неговото македонче сум му го наречел дигитално неписмен. Писмен ли е, бе, брат? Писмен ли е? Замисли, седе некој милионер, прави видео 484 прегледи. 400 повеќе луѓе за заканат по пораки зашо ги викам дигитално неписмени по коментари, отколку прегледи што има видеото, брат. На Infomux подкастот 927 го гледале само. Што е ремек дел од подкаст. Ремек дел, не бех спал 3-4 дена за да го снимам тоа, да се поклопим со времето. Ремек дел од подкаст, затоа што тоа таму е и сектор теорија на заговори. Самото тоа да го гледате, ќе сванете што зборам. Ама, братче, Крипто Академија 315 луѓе го гледале. Што вие се знаете, брат. На вас не ви треба Крипто Академија. Сега ќе ви звони некој брокер, давате 10.000, он ми прави 100.000 долари. Другиот даваш 1000 евро, он ми прави 10.000 долари. И после упораки, брат, ама ја види и земаа ми парите. Ово кој ќе го гледа, брат? Другари, далеко сте ви од дигитална писменост, така да Крипто Академија треба. Сакаш да научиш, не можеш да ги свариш информациите, треба да платиш за да се заинтересираш, брат. Треба да платиш за да се заинтересираш, да научиш кога више не геш да ги гледаш овие работи. Тоа е. Чао.